Здраво, почитувани ученици! Јас сум Сашко Колев, наставник по физика во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Денеска ќе ја презентираме наставната единица самоиндукција. Најпрво да се потсетиме на поимите електромагнетна индукција, индуцирана струја и индуцирана електромоторна сила. Појавата на индуцирање на електромоторна сила во проводник со помош на променливо надворешно магнетно поле се нарекува електромагнетна индукција. Струјата која што потекува низ проводникот се нарекува индуцирана струја, а електромоторната сила што се појавува на краевите од проводникот се нарекува индуцирана електромоторна сила. Тоа може да го проследиме со следнава анимација. Значи имаме калем или соленоид со неколку набивки. Краевите на калемот или соленоидот се поврзани со сијалица. Внесуваме и изнесуваме прачка с магнет, односно променливо надворешно магнетно поле. Да проследиме што ќе се случи тогаш. Значи со внесување и изнесување на прачкастиот магнет во калемот или соленоидот се индуцира струја, односно доаѓа до појавата електромагнетна индукција. Никаде во струјниот круг немаме извор на струја. Законот со кој што се искажува електромагнетната индукција е даден со равенката, каде што индуцираната електромоторна сила зависи од бројот на набивките на калемот и од брзината на промена на магнетниот флукс на надворешното магнетно поле. Знакот минус покажува дека индуцираната електромоторна сила се противи на причината поради која настанува. Што е самоиндукција? Појавата на индуцирање на електромоторна сила во струен круг под дејство на сопствено променливо магнетно поле се нарекува самоиндукција. Електромоторната сила што се појавува на краевите од проводникот се нарекува самоиндуцирана електромоторна сила. Тоа може да го проследиме со следнава анимација. Каде што имаме струен круг, во кој што имаме поврзано изворна струја, прекинувач и две паралелни гранки. Во првата имаме само сијалица, а во втората имаме поврзана калем и на него поврзана серијски сијалица. Да проследиме што ќе се случи при затварањето на струјниот круг. При затварањето на струјниот круг забележуваме дека сијалицата која што е серијски поврзана со калемот засветува малку подоцна и со помал интензитет. Зошто е тоа така? Затоа што на краевите од калемот се самоиндуцирала електромоторна сила која се противи на зголемувањето на јачината на струјата. Да го прекинеме струјниот круг. При прекинувањето на струјниот круг забележуваме дека сијалицата која што е серијски поврзана со калемот продолжува да свети уште кратко време. Зошто е тоа така? Затоа што на краевите од калемот или соленоидот се самоиндуцирала електромоторна сила која што се противи на намалувањето на јачината на струјата. Да направиме една споредба помеѓу појавата самоиндукција и електромагнетна индукција. Електромагнетната индукција се јавува како резултат на надворешно променливо магнетно поле, а појавата самоиндукција се појавува како резултат на сопственото променливо магнетно поле или сопствениот променлив магнетен флукс кој што зависи од индуктивитетот на проводникот и јачината на струјата што протекува низ проводникот. Законот со кој што се искажува самоиндукцијата е даден со равенката, каде што електромоторната сила на самоиндукција зависи од индуктивитетот на проводникот и
зависи од брзината на промена на јачината на струјата. Значи делта I врз делта T е брзина на промена на јачината на струјата, а L се нарекува коефициент на самоиндукција или индуктивитет. Мерна единица за електромоторна сила на самоиндукција во AC системот е 1 волт. Да ја проследиме физичката смисла на знакот минус во законот за самоиндукција. Брзината на промена на јачината на струјата може да ја запишеме како разлика од крајната вредност на јачината на струјата и почетната вредност на јачината на струјата. Кога крајната вредност на јачината на струјата е поголема од почетната вредност, тогаш брзината на промена на јачината на струјата е поголема од 0. Што тоа значи? Дека само индуцираната електромоторна сила се противи на зголемувањето на јачината на струјата во струјниот круг. Кога крајната вредност на јачината на струјата е помала од почетната вредност на јачината на струјата, брзината на промена на јачината на струјата е помала од 0. Што тоа значи? Дека само индуцираната електромоторна сила се противи на намалувањето на струјата во струјниот круг. И затоа стои знак минус во законот за самоиндукција. Мерна единица во AC системот за индуктивитет е 1 Хенри, во чест на американскиот физичар Џозеф Хенри, кој што всушност ја открил појавата на самоиндукција. Кога индуктивитетот на спроводникот ќе биде 1 Хенри, односно да дефинираме кога индуктивитетот на спроводникот ќе биде 1 Хенри. Индуктивитетот на спроводникот ќе биде 1 Хенри кога при промена на јачината на струјата од 1 ампер за време од 1 секунда на кревите од проводникот ќе се самоиндуцира електромоторна сила од 1 волт. Од што зависи индуктивитетот на калемот или соленоидот? Индуктивитетот на калемот или соленоидот зависи од релативната магнетна пермеабилност, од магнетната пермеабилност на вакуум, од бројот на невивките на калемот, од плоштината на напречниот пресек на калемот и од должината на калемот. И ако забележиме, во равенката за индуктивитет на калем или соленоид никаде нема јачина на струја, што значи дека индуктивитетот на калемот или соленоидот не зависи од јачината на струјата што протекува низ проводникот. Ете тоа би било, почитувани ученици, за денешната наставна единица самоиндукција. Довидување до наредната наставна единица.